Почитувани граѓани, трагедијата во скопската населба Карпош, во која згасна 2 човечки животи, на мајка и дете, ја потресува целата јавност. Оваа трагедија покажува сериозни пропусти на институциите за заштита од семејно насилство, системски неуспех да се заштитат човечки животи. 2 години се пријавувало семејното, физичкото и психичкото насилство. Дури 12 пријави имало за сопругот кој имал и други обвиненија. Пријави, а во последниот случај била пронајдена и дрога. Институциите биле алармирани, било пријавувано, имале сознанија, имало индиции за ризик и со нивната несоодветна реакција не ги заштитиле жртвите. Потврли Панче Тошковски, потврли МВР. Потврлија центрите за социјална работа, потврли целиот институционален систем. Формалното постапување, игнорирањето на законските обврски и непостоењето на навремена реакција доведоа до најстрашниот исход – трагична смрт на мајка и дете. За жал, ова не е изолиран случај. Само пред неколку месеци во Велес, млада жена беше убиена заедно со нејзиниот татко, иако претходно пријавувала насилство. Институциите повторно не реагирале навреме. Само во 2026 година веќе се изгубени 4 животи поради родово базирано и семејно насилство. Ова е аларм за ресет на целиот систем и повик дека одговорност мора да има. СДСМ бара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и темелна истрага која со име и презиме ќе утврди одговорност кај сите службени лица во Министерството за внатрешни работи, центрите за социјална работа и во сите институции кои потврлиле. Со измените на кривичниот законник, насилството врз жените и семејното насилство се гонат по службена должност, дури и кога пријавата е повлечена. И не само кога има телесни повреди, туку и кога со насилството се нарушува здравието на жртвата. Полицијата е обврзана да постапува и согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. Затоа Тошковски да не се обидува да ја префрла одговорноста на било кој. Одговорноста е кај оној што го води системот. Проблемот почнува од врвот. Единствена телеграма што денес Тошковски треба да ја испрати е неговата оставка. Додека други молчат, ние не. Оставка. Сите кои потврлиле во исполнувањето на своите законски обврски мора да сносат одговорност. Благодарам.